Во постојан расте бројот на деца кои имаат проблеми со говорот. Дури 60% од децата од предучилишна возраст се соочуваат со говорни проблеми. Според надлежните, развојот на говорот кај децата не е во границите и потребни се задолжителни третмани кај логопеди. Што е навистина алармантно и загрижувачка. Нели, овде зборуваме можеби за многу мали проблеми, но станува збор за тоа дека развојот на говорот не е во границите на она што значи нели правилно говорно развивање на дечињата. Воспитно-образовниот кадар кој што работи во градинката постојано го следи и се трудиме колку што можеме нели да работиме на правилниот изговор, на правилната артикулација и дискриминација на гласовите. Според логопедите проблемот се должи на постојаното седење пред компјутер, како и намалената конверзација помеѓу децата и родителите. Брзиот ритам на живот наложува голем дел од родителите читањето на сликовници и книги да го заменат со видеоигри или клипови кои децата можат да ги гледат на YouTube. Употребата на детската литература, на различни списанија, детски книги, сликовници, за жал, многу малку е во употреба во денешно време. Сите нели ние гледаме децата да не бидат добри, смирени, можеби и самите родители правиме грешка со тоа што сакајки да ги задоволиме нашите дечиња со оно што значи нели нивна потреба, што можеби ние си ја замислуваме како нивна потреба, дека телефонот е нивна потреба, во всушност не е. Многу малку време се посветува на читањето, на разгледувањето. Еден наш совет е купувате сликовници, купувате детска литература. Иако расте бројот на деца со говорни проблеми, бројот на логопеди кои работат со ученици во градинките и училиштата е минимален. Потребно е стратегија со која овој проблем, недостатокот од кадар и бројот на деца со проблеми во говорот ќе биде решен.